Би започнал со има една поговорка, мислам дека е унгарска, која вели дека ако проблемот може да се реши со пари, тогаш тоа не е проблем, туку е трошок. На тој начин, мислам дека нашите политички чинители приоѓаат на изборите. Дека онаму каде што можат да решат со пари, решаваат со пари. Онаму каде што не можат да решат со пари, прифаќаат дека ќе ги изгубат изборите. Се работи за процес во кој што мислам дека опозиција може да победи. Тоа е доволно. Ако имаме некој литмус тест на изборна демократија, мислам дека ние го поминуваме тоа, бидејќи ако партија која што не е на власт може да победи на избори, тогаш најнискиот праг на изборната демократија ние го поминуваме, нели? Опозиционен политичар може да победи, ако е подобар, посебно на локални избори, бидејќи помал е бројот на гласовите, може да собере поголем број од гласови од тој што е на власт. Може да направи тоа и на национални избори, како што видовме минатата година. Посебно кога СДСМ е на власт, опозицијата може релативно лесно да победи, ако има повеќе гласови, па да направи нова влада. Тој процес на транзиција на власта да биде релативно европски, да кажеме, не осетлив, без некои поголеми турбуленции. Видовме 2017 дека кога е обратниот случај, малку потешко. Тоа оди посебно во смисол на транзиција на власт. Значи, во поглед на тој почетен праг на изборна демократија, изборната демократија кај нас веќе нели е 35 годишна, е како 35 годишник, не е малолетен, е релативно на зрела возраст. И тоа се има случано 5-6 пати. Второто прашање е дали некој кој што не е поврзан со политичките партии, би рекол 4 политички партии, 2 од македонскиот гласачки блок, бидејќи така функционира, нели имаме и поделени општества и поделено гласање, дали некој што не е дел од овие 4 политички партии може да создаде ситуација во која што без да биде поврзан со било која од тие 4 политички партии, како што е случај, например, не знам, во Словачка, во Словенија, во Косово, може да победи на избори, локални, регионални, парламентарни, одговорот на тоа е не. Односно, барем јас не знам за таков случај, за некој стартап политичар или за движење кое што произлегува или од група на интерес, или од некаква заедничка потреба да настапи на избори, да не биде поврзана ниту со центрите на моќ, Сашо кажа, нели, монополската економија, да нема директен линк со или поддршка, или амин, или пак активно да ги напаѓа, и потоа да излезе на изборниот процес и да собере повеќе гласови, критикувајќи ги и монополската држава и некој од 4 партии. Тоа едноставно се нема случајно. Зборам на ниво на факти, не на мислење, бидејќи нели прво треба да ги изложиме фактите, па потоа фактите можат да не доведат до мислење. Тој линк, односно тој процес кај нас никогаш не функционирал, а и сега не функционира. Зошто не функционира? Бидејќи очигледно, мислам дека НЗС на партиите е тој процес да не функционира. Следете ги гласањата во парламентот. Значи, сите гласања во кое што се говори за отварање на политичкиот систем, за нови играчи, партиите настапуваат горе-доле сплотено. Значи, целата легислатива околу изборниот систем, иако кај нас наведум нема цензус, нели, 0% е цензусот, сепак да излезете со политичка партија во една изборна зона од 6 изборни единици или пак на локални избори, мада на локалните избори е полесно,
и да направите од стартап до пратеник да дојдете, се случува еднашка или два пати, тоа обично од партии кои што си имаат издвоено од некоја друга политичка партија. Значи, ние немаме автентичен стартап политички, во смисол каков што не знам, во Косово Албин Курти автентичен политички стартап, не бил дел на ниедна партија, не бил поврзан со ниеден претходен центар на моќ, добил на првите избори во кои настапил 5%, 12 пратеници и така натаму и така натаму. Истото го имате и во Словенија. Во Словенија на власт политичар кој што немал ни партија пред 7 години, да кажеме. Што значи тоа? Дека изборната демократија сама по себе не предизвикува партиципативна демократија. Ние немаме партиципативна демократија и морам да забележам дека никогаш не сме ја ни имале. Затоа е тешко да оценуваме дали се изборите фер и демократски. Може би се, ако е прашањето дали се одвиваат според правилата на играта, веројатно некои се подобри од другите, меѓутоа во некои циклуси од 10 години имаме избори кои што се одвиваат во рамките на правилата на играта. Дали се тие фер? Секако дека не се фер. Бидејќи не се пристапот кон ресурсите, пристапот кон парите, пристапот кон јавноста, пристапот кон гласачите не е ист за сите. Во таа насока мислам дека има, за да биде тоа така, има соработка меѓу учесниците во политичкиот процес и таа се гледа од авион, се гледа од хеликоптер. Одредени гласови, одредени гласања во парламентот, кога ќе се отворат изборните прашања, се скоро консензуални. Има два вида на прашања во кои што пратениците секогаш се согласуваат еден со друг. Тие се прашања поврзани со нивниот статус, не статусот на партиите. И втората тема е кога се однесува со изборното законодавство. На ова би се надоврзал и на втората димензија, е дека партиите внатре во себе се недемократски. Гледав некоја статистика пред да дојдам денес, значи, јас голем дел од времето поминувам во Словачка, бидејќи таму работам. Партијата која што победува во Словачка некои 5-6 пати во последните 20 години, Смер има 13.000 членови. Словачка има 5,5 милиони граѓани. Една друга партија која што беше на власт претходно има 200 и нешто регистрирани членови. Меѓутоа тие се вистински членови. Значи партијата на Игор Матовиќ има 250 регистрирани членови, тоа се луѓе кои што ја направиле партијата, се собрале, се дел од одредени сегменти на тоа општество, нашле заеднички интерес, идеолошки, практичен, трансактивен, било каков, и се направиле партија која што била некаков стартап, која што растела по тие избори, која што дошла на власт. Кај нас имаме партии, слушнавме 100.000 гласови, од кои што не се тие на вистина и некои 50, некаде 70, кај што се бројат, тие не се на вистина членови на тие политички партии. Тие се вработени во политички партии или клиентела на политички партии. Зошто ќе ви се во општество кај што има 1.200.000 луѓе, што ќе ви се 100.000 членови? Што ќе правите со 100.000 членови? Ќе ги консултирате, ќе ви создаваат политики, ќе ви даваат насоки политички. Значи, тие не им користат на партиите за да прават партиска база, туку да прават партиска клиентела. Како резултат на тоа имаме ситуација во кој што партија од 50, 70 илјади или 100 илјади, а изборот на кандидати и на пратеничките листи и на градоначалничките листи ги носи лидерот на партијата. Што се случува тогаш? Тогаш се случува кандидатот да не покажува лојалност ниту кон партијата, ниту кон гласачите, туку кон тој што го ставил да биде лидер, да биде кандидат. Значи, не функционира партијата никако партија, туку функционира како некој вид на делегација на лидерот, на волјата на лидерот и на одлуката на лидерот. Констатиравме сите дека има големи
недостатоци во тој систем. Системот е всушност некаков затворен систем, е ентрописки систем. Сите системи кои што имаат ентропија, нели, се обидуваат да си најдат и резон детер, зашто функционираат, и да се крепат меѓу себе, да таа енергија што ја имат, ја носат напред. И трансакцијата е најчесто главниот мотив, значи системот е станат целосно трансактивен. И самиот себе си се крепи. За да се функционира, и нормално во тој систем им требаат потоа наративи кои што го држат. Викањето и дерењето е добар начин да привлечете внимание. Знаете, ако викате и ако зборите, повеќе луѓе ќе ве слушаат, ако зборите тивко и со аргументи, помалку луѓе ќе ве слушаат. Едноставно е така. Сега, ја не мислам дека е тоа конспирација, едноставно е некој резултат на некој природен процес, веројатно и побарува на нашата политичка култура, на нас како општество, на тоа колку сме добро општество, колку сме лошо општество или општества. Нели, има една теорија на конспирација, не сум склон да верувам, но таа вели дека всушност пред 30 на години тутунската индустрија излобирала забрана за реклами на тутунот, за да спречи нови учесници на пазарот на тутун. Така, бидејќи единствен начин да пласирате нов производ, тутун, е да имате право да рекламирате. Ако нема никој право да рекламира, познатите брендови, постоечките брендови, нели, ќе си го делат пазарот. Сега, не знам дали е точно или не е точно ова, затоа веламе теорија на конспирација, меѓутоа факт е дека нема нови видови цигари, јас сум пушач долго години, нема нови видови цигари на пазарот од некаде 90-тите години навак. На сличен начин, ние немаме нови ликови играчи кои што не поминуваат. Има нови луѓе, индивидуи, меѓутоа те мора да поминат низ одредени патешествија и филтри, кои што се или подмладоци на политички партии, или пак да влезат, да се катапултираат во политиката, па од катапултирана позиција да се обидат да играат лево и десно, од кога веќе се дел од системот. Александар рече, може да се злоупотреби. Ја мислам дека е добро да се злоупотреби. Знаете, во Будимпешта, еден од градоначалниците, на 14-тиот дистрикт, ако не се лажаме, председател на партијата, која што се вика партија на куче со две опашки. Он е избран на гласови, значи, минатата година имаше локални избори во Унгарија, он е избран од граѓаните на таа. Сатирични партии се супер за демократијата. Кај нас, ние сме далеку од позиција да имаме сатирични партии. Немаме ни озбилни обиди, а камоли сатирични партии. Ние го користиме тоа трета опција повеќе како онака да ни помине времето, бидејќи сме имале веќе 7 трети опции во овие последни години и сите тие трети опции биле октруирани од родена прва или втора опција. Мислам дека клучот за мене е, сега веројатно тајмингот е лош бидејќи гласаме следната недела, меѓутоа ние треба радикално да го отвориме, можеби системот како локалните политичари ги избираме и тој да го направиме интересен, посебно за овие генерацијата Z, на кој што веќе сте им досадни вака како збориме по овие, тоа го гледаме и нели по начинот на кој што они гледат на цивилното општество, пошто сите сме дел од цивилното општество, да го отвориме тој процес да биде попермеабилен, за да може во него да влегуваат луѓе поради тоа што ги интересира да влегуваат, поради тоа што сакаат да решат одреден проблем или поради тоа што се незадоволни од локалните играчи. Што и да биде тоа. И да овозможиме да дојдеме, знаете, гледав некои статистики, во Хрватска 1/3 од градоначалниците се независни кандидати, во Словачка се 48 или 50%, исто е во Чешка. Ние имаме 1 или 2. Ние мора да дојдеме во ситуација кај што локални иницијативи кои што поаѓаат од граѓанскиот сектор или па не од организираниот дел од граѓанскиот сектор, од револт. Значи, некои од градоначалниците ја почнале или политичарите почнуваат политичка кариера од револт за едно одредено прашање кое што они го доживуваат како неправда, дискриминација и така натаму. Кај нас тие луѓе обично завршуваат она таму каде што објасни господинот Андонов во кабинет
и потоа нели завршува револтот, или се кооптирани од постоечките структури, или пак се разочаруваат па си бараат работа во Германија или во некоја западна европска држава. Значи, тука јас го гледам, веројатно потешко е да направиме радикална промена, бидејќи нели немаме ни сили за тоа. Тука сме кај што сме, пошто сме вакви какви што сме. Да? И тоа мора да го препознаеме. Меѓутоа, мислам дека мора да направиме отвори такви во системот, кои што ќе овозможат, барем за овие од помладата генерација, да поинаку го доживеат емоционално тој процес и веројатно со многу повеќе позитивна енергија од нас да почнуваат да веруваат во тој систем. Индикатор за тоа, отворени листи, отворени листи не се супер метод, ама барем ти го избираш тој што ќе го избереш. Не партискиот лидер или не председателот на огранокот. Може да победи тој што е на 115-то место, не тој што е носител на листата, во отворена листа. Не е идеален начин, меѓутоа такви некои чекори кои што не се и толку тешки за можеби меѓучекори, а кои што ги имат направено патем и земите околу нас. Јас обично се шегувам, велам дека за да нешто се случи кај нас, треба прво во Загреб или во Белград да се случи 5 години или 10 години пред да се случи кај нас. Мислам дека во Загреб некои од овие работи се случуваат, за жал не и во Белград. Така да доза на оптимизам, бидејќи, како рекол Черчил, нема никаква практична корист од песимизмот, меѓутоа и неинформиран оптимизам е наивност, така да мислам дека треба да бидеме барем практични во таа насока, да отвориме системи, за да има нов проток на идеи луѓе, за да не се целосно, барем оваа нова генерација, не го заземе истиот циничен став, кој што ние го имаме како генерација околу целото ова како еден театар. Мислам дека треба да дојдеме во ситуација во која општеството ја произведува политиката, бидејќи сега имаме ситуација во која што политиката, односно политичките партии, им прават инженеринг на општеството. Идејата на политички партии е тие да го представуваат општеството, не да го произведуваат. И бидејќи цело дека го произведуваат, ќе бидеме ваму кај што сме. Мислам дека е добро на ниво на визија, пошто многу е тешко, ние сите имаме свое мислење и секое мислење има некоја нијанса, некој баш не се согласуваме, тешко е да се усогласуваат мислења, меѓутоа мислам дека на ниво на визија може да се усогласуваме, а тоа е какво општество сакаме да бидеме ние. Бидејќи ако се усогласиш на ниво на визија, после тоа ќе најдеш начини тоа да го артикулираш и да го комуницираш. Сакаме во општество во кое што тој што те представува, кој да е тој од било која партија, и релевантно треба да биде која е партијата, ќе ти служи тебе барем 20, 30, 40% од времето, наместо себе си или на својата партија. И општество во кое што јас дојдов понеделник во Скопје, значи во понеделник сите маси на сите астали се збори за тоа кој ќе победи на избори. Исто така бе во Приштина има избори во недела, многу помалку во Приштина се збори за тоа кој ќе победи на избори. Значи политичките партии со дневно политички теми го доминираат ова општество. Че луѓето зборат во соседните земји за тоа или каква инвестиција имат во мало предпријатие, на некои теми кои што се многу поблиски до нивните животи. Ние сме обседнати со политичкиот процес, партиите тоа го прават. Јас се согласувам, најевропските, најпрофи институциите во Македонија се политичките партии. Значи, институциите не функционираат, меѓутоа политичките партии се појаки од некои политички партии во сопствената организациона структура, па ако сакате и во човечки потенцијал, тоа се озбилни професионалци кои што работат во политичките партии и ништо не им промакнува. Значи тука мора да бидеме апсолутно се согласувам со тоа што го кажа Џабир. Значи ние мора тој потенцијал да го извлечеме од политичките партии, да го ставиме онаму каде што треба стварно да биде.